Како што знаеме, започнуваме со загревање и палка во рака, трчање во место, тоа е нашиот простор. Кажавме дека ќе ја вклучуваме полека како елемент, за да почувствуваме што е тоа, како се раздвижуваме, најблиско околу нас е со едно вртење, во една насока, во друга, може 3 до 4 круга, во една, 5. Нормално, сега почувствуваме што се случува и околу главата сакаме да свртиме, како е тоа, може нешто околу нозе и некако веќе сега гледаме кај сме, што сме, мало олабување, ја поставуваме сега вертикално под, правиме трчање во место, но околу 3-4 круга во еден правец, па сега паѓаме со десна рака друг правец и сега сакаме да направиме уште малку поинтересно, подинамично, палката ја префрлуваме од една страна до друга, а кружни движења правиме околу неа. Исто и во другата насока, назад, исти овие кручиња, движења може да ги направиме напред, од лева и од десна страна и полека, да кажеме сме се вовеле во работа, по загревање и останува, уште еден мал дел, каде што палката полека ќе ја спуштиме на подот, па да ги покажеме и тие вежби, да речеме, можеме со едни подскоци, но внимаваме да не ја нагаздеме палката во овој случај, можеме со потрчување, а палката на средина, малце по-динамично, можеме од 3-4 на една страна, па на друга страна, па на друга страна, и можеме уште со по некој скок, речеме, кој можеме и напред. Ако лежи повеќе, но треба да се внимава секоја палка на палка, да одат и назад, но чисто ги даваме како различни тежински нивоа за различни можности, способности на учениците и за различни оделени. Ке преминем на вториот дел од часот, а тоа се вежби за истренување на мускулатурата на телото, па започнуваме од раце и раменски појас, остав споен, раце во надрачување, а прирачување зад глава и пред глава. Може веднаш ова вежба да искомбинираме со предрачување напред, зад глава, напред, зад глава. Потоа одиме од расчекорен став, на палка ги ставаме дланките и правиме засук. Ево, засук, во десно, и во десно. Значи палката е нешто што не мотивира да направиме поголемо сукување на трупот, но сега од раце во предрачување одиме по засук, каде што палката го одржува истата паралела, истото ниво, не осцилира при движење и правиме по најмалку 4 до 5 засукувања во една страна, 4 до 5 во друга, но ова вежба ја правиме со модификација, палката од хоризонтална да ја придвижиме во вертикала и полека да по големи засуци и по големи острови. Но сега од раце од предрачување, расчекорен став, правиме отклон во лево, отклон во десно, варијација може да биде пошироко ставени раце, потесно или во зависност од палка, или во зависност од способноста и можноста и флексибилноста на вежбачот, на ученикот овие вежби. Поширок расчекорен став, можеме од надрачување на тело, одиме засук и во комбинација со преклон на страна до една нога, па засук на друга, па преклон на страна до друга нога, така да веќе вежби прилагодени, односно мотивирачки со палка, прешка, но дават некоја ориентација како во кои насоки да се движи
речеме делото, во овој случај труп. Добро, малку ќе мора да ги одмориме и рамениците. Одиме, се префрлуваме малку за вежби за нозе, предрачување и предможување напред до допир со палка, доколку е тоа можно, и исправени нозе во сите три словови. Можеме малку сега, бидејќи рамениците се доста активни во овој дел, со тоа што се самите во улога на држање на палката, малку да ги спуштиме кон долу, но ги загреваме и придвижуваме нозете. Варијација на оваа вежба, бидејќи е константна палката, можеме со пошироки или со потесни раце, значи поспуштена, полесна опција, додека потешка, малце по-раширени и сега веќе мора по-високо да одат колената кон градите за да се протне ногата. Одиме со исчекор од раце, одстав споен да речеме, раце во предрачување, со исчекор напред, до раце во надрачување и сега доколку може поглед горе, за да биде вежбата колку што е можно по-ефективна. Од тука за задната ложа, од предна преминуваме на задна, можеме да ја поставиме палката зад грб, став споен, нозе исправени и да пробаме сега полека позади колку е можно да спуштиме, но палката ја користиме и да повлечеме, трупот да го повлечеме кон, уште еднаш да покажеме и странично, значи се трудиме и да, иако е пократко, сепак со палка да го повлечеме трупот кон нозете, за да полека веќе добиеме по-голем, длабок претход. Ево една вежба со поставена палка на полот, нормално сепак е за нозе, може иста рака, иста нога, оп, и да се пати палката, оп, приближена, оп, спортивна може, оп, оп, а може и варијација на нога, иста рака, иста нога. Одиме, кажем, натре, оп, оп, вежба, нека диги кон, назад, уште наш, оп, нека се види дека падне на нашиот час, за да знаете и што ќе се случи во дом. Ево уште една вежба за брзинска, да кажеме, реакција во загревање, односно истигнување, во поготување на работа со палка, особено кога работиме со за баланс. Да пуштаме, да свртуваме и да ја фатиме веќе по на друга страна. Хоп! Предизвикувачки, но многу важно во подготвителен дел од часот. Сега ќе поминеме на оние вежби кои што ни даваат насока во однос на подобрување, вежби за подобрување на нашата моторичка способност, тоа е равнотежа. Ајде ќе почнеме од загревање на шака со ротација во зглоб на шака, лактот, но сега одиме и со друга рака. И сега ја фаќаме палката во горна третина, да речеме, и со свртување на кон натре, некако почнуваме да доаѓаме до некои балансирачки вежби околу со палката.
Еве го пробуваме исто постава рака. Свртувања кон натре и оки. Може да направиме некоја, да кажем, полесна варијанта на држење на рака во предрачување или баланс. Но за да усложниме можеме и држење со еден прст, со показалец и да балансираме. Долго сакаме да усложниме оваа вежба, можеме исто да направиме да држиме равнотежа и со една нога. Исто тоа можеме да го направиме и со постава рака, но се трудиме овеќе да стои исправено. Сега чувствуваме каде е палката, каде сме ние, сакаме да го зголемиме нивото, пробуваме со еден прст, сираме. Сакаме уште повеќе да го зголемиме интензитетот на вежбата, пробуваме со баланс и со прст и со нога да го држуваме равнотежата. Ред сега ќе пробаме равнотежа на еден прст, речеме вертикално да го држиме стапчето, палката пред нас, но можеме да правиме и движење напред, назад, тоа е всушност одржување на равнотежа, а можеме и со кружни движења на истото може да направиме и со постава рака, да пробаме први концентрирано место, може напред и назад, кажете, движења, а може да пробаме и да свртиме крупче. Опа! Но, секак тоа е и интересно, нека кажем, и за предизвик малку, за да осознаеме како е тоа, како се воспоставува, се одржува, нели, равнотежа за време на изведување на вежбата. Имаме следна вежба, која што може да направиме. Ќе пробаме палката да ја поставиме на стопалото и сега она што го пробавме со раката, како посложена варијанта да се балансира на рака, а да се подигне на нога, да пробаме да го направиме и со нога. Нели? Стапчето балансира на, речеме, посилната, во овој случај ваша лева нога, а на десна стоите и балансирате со телото. Истото може да го направиме и на послаба нога и да пробаме да избалансираме. Сепак има простор да се попеше и убаво да се проба. Нека не е тоа се беше интересно, но не направа. Видиме дека е тоа сепак е возможно. Видимо, подскушни став. Сепак продолжуваме. Со нозе се брка. Оно е баланс. Сега ќе малку да направиме еден одмор или најче типна вежба. Ќе пробаме да ја поставиме палката на раниците. Пробуваме во тој баланс на палка да се спушти на подчучнување до положба на склек. Да го направиме склекот. Така, поправилно. Да се вратиме и да се справиме. Потоа го пуштаме позади и пак уште веднаш, подобно чувство. Се спуштаме, кај што е, се спуштаме во очучнување, во склек, го изведуваме склекот и стануваме горе, пробуваме да пуштаме палката позади. Ќе пробаме сега да се еден сет на вежби за баланс со палка на под. Може да пробате прво палката да ја поставите на теписонче, некоја подлога, малку да биде отежната нејзина ротација, но еве ние за подобро да се види ќе покажеме на веднаш на
пакетот. Одржување на равнотежа со двете нозе, нели, на равнотежа напред-назад. Се поставувате во најширокиот дел на стапалото, да речеме, и пробувате да одржувате баланс и напред и назад. 3-5 секунди, но секогаш е пожелно еднаш или два пати да се повтори вежбата, бидејќи на прва почувствувате што треба да се направи, но веќе на вториот пат можеби и многу по-успешно ќе се изведе оваа вежба. Може вежба да направиме, ајде да биде по-добро вака. Лева, десна, одржување на баланс во лево и во десно, со десна нога напред и еве. Но може да смениме, да биде сега и лева нога напред, десна позади и пак да пробаме да одржуваме баланс 2, 3, 4, 5 до, да кажеме, 10 секунди, но сега еве вежба малце да ја снениме динамика, можеме лева, десна, лева напред, добро, истото ова ќе пробаме да го направиме и во спротивна насока, односно ово, назад, но уште подобро ако овие некои грешки, да кажеме така условно, може да ги видите на нашето видео, бидејќи ќе ви се случат и на вас тоа со изместување на палка во страна или падање, па така да на време преземете безбедносни мерки, да кажеме. Одиме, например, следна може да биде вежба со одржување баланс на една нога, на лева нога, речеме, и напред-назад. Окей. Можеме на десна нога, баланс, а можеме и со движење во страна и од една и до друга страна, што се пак е. Okay? А може да биде и на овој начин да се вкрстуваат нозите, значи она е до чекор, ова е крстен чекор со балансирање и ете неколку варијации и може на една нога да направите она може да кажем, не знам, лево и десно, но да биде малце со предизвик, една нога да е подправ ало во однос на друга, значи на две нозе, но варијација од две вежби. Сад дека тука некаде ќе биде и доволно, повеќе се вежби за равнотежа со палка, која што може да направиме вежби за баланс со рацете, односно ги употребуваме мускулите на рацете. Балансираме со делот на главата, т.е. ги вклучиме мускулите на вратата. Направиме баланс за нозе, ги вклучуваме и тие мускулите. Така да, некако пробавме со палка, сепак да се раздвижат сите мускули, а да се искористи за подобрување на равнотежа и сега во овој дел ќе направиме вежби за истегнување, да кажеме така. Малце по различно, значи истегнување и ги пуштаме палката. Сепак одржуваме тука равнотежа на палка, но пробуваме и сега палката ќе употребиме за да повлечеме со прсти назад во првиот дел, а во вториот дел ќе се потрудиме да повлечеме, да оди трупот и главата додатно напред, што ќе ни го зголеми, нели, длабокиот предклон кој ќе го работи. Значи, палката е секој ја користиме за да ни помогне што подобро да ги изведуваме вежбите. Сосема доволно. Се надевам дека ќе ви привлечат внимание овие вежби и ќе бидат предизвик за вас да ги направите со вежбање од дома.